Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Анита Топалова Исајловска избрана за ВД државен јавен обвинител. Начело на обвинителството доаѓа по предлог на членот на Советот на јавни обвинители Кети Петкова, а беше избрана едногласно. На функцијата може да остане најдолго 6 месеци. Од еден принцип да го предложам за вршител на должноста заменикот на републичкиот јавен обвинител, кој што овие години додека му траеше мандатот, ја обавуваше функцијата заменик. Тоа е јавниот обвинител во републичкото јавно обвинителство Анита Тополова Исајловска. Во конкретен случај колегата си даде оставка, каде собранието го констатираше оставката на колегата. Ние сме согласно закон обврзани да има континуитет на работата на републичкото јавно обвинителство, да избираме вршител на должност. Американската амбасадорка Анджела Агилер заминува од Македонија. Председателот на САД Доналд Трамп донел одлука за повлекување на околу 30 кариерни амбасадори и на други високи позиции во странство. Информацијата ја потврди и од амбасадата во Скопје. Длабоко сме и благодарни на амбасадорката Агелер за незината служба во Северна Македонија во изминатите 3 години. Посветени сме на обезбедување непречена и ефективна транзиција, што ќе им даде приоритет на мисијата на САД и нашите дипломатски односи. Од амбасадата велат дека ќе продолжат со работа нормално во текот на овој процес на смена на амбасадор. Во последното гостување во тема на денот на Сител, Агелер порача дека граѓаните бараат резултати од надлежните институции, а не меѓусебни критики кој каква реформа спровел. It's very easy for one side or the other to say it's the blame of the judges, it's the blame of prosecutors, it's the blame of whatever ministry. And the fact is, it is the responsibility of the government to take a hard look at what's happening and make changes where they have to happen. Because the citizens of this country have demanded that through their vote. They did it first in the parliamentary and presidential elections over a year and a half ago, and I believe they did it again with the municipal elections. And they want to see results. Откако се раздвоја на европскиот пат, сега Албанија ја поддржува европска интеграција на Македонија. Албанската министерка за Европа, која беше во официјална посета на земјава, вели дека двете држави делат иста иднина, а Македонија со зајакнати европски институции ќе значи и сигурност за целиот регион. Според Спиро Пали, Албанија, која за само 13 месеци успеа да отвори 34 поглавја, докажа дека е на вистинскиот пат. Сепак Албанија во моментов нема конкретни бројки дали ваквиот успех на европскиот пат ги зголемува барањата за државјанство од албанците од Македонија. Министерот Муцунски пак вели дека Македонија е подготвена уште утре да седне да разговара со Бугарија за да ги надмине непринципиелните блокади на европскиот пат. Повтори дека без никаква форма на институционални гаранции за македонската историја и идентитет нема да бидат предмет на преговори и власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Процес не го гледаме како надпревар помеѓу земјите кандидатки, туку како пат кој што го одиме заеднички, дестинација која е неизбежна и природна припадност на нашите народи. Албанија го поддржува интегрирањето на Македонија во Европската унија, затоа што делиме заедничка иднина и затоа што овде живе еден државотворен народ кој што постигна 33% според последниот попис. Од наша страна има подготвеност уште утре да седнеме и да разговараме и да дискутираме како ќе ја одблокираме оваа непринципиелна блокада која што и се прави на нашата држава. Не планираме да создадеме ќорсакак како што создадоа нашите претходници. Комплексноста во целата ситуација е внатрешно политичката состојба во Бугарија. И затоа сме максимално внимателни во сето тоа што ќе го кажеме ја. Нема да има интервентно зголемување на минималната плата. ССМ обвинува дека никој не сака да ги слушне аргументите на синдикатот. Владата порачува дека ако работниците и работодавачите се договорат,
Тие немаат проблем за интервентно зголемување на минималната плата. Се договоривме дека ќе се договараме. Нема интервентно зголемување на минималната плата. На последниот состанок на Економско-социјалниот совет за годинава, Сојузот на синдикати незадоволен што точката за зголемување на минимална плата воопшто не беше во планот на владата. Поканата која добивме не беше во предвид да се дискутира за унапредување на животниот и работничкиот стандард на работниците, ниту на граѓаните. И бевме изненадени од таквата покана, веројатно некој сакаше да си честитаме нова година денес. Сепак, на барањето на ССМ точката за минимална плата беше ставена на дневен ред, но без успех. Трендафилов вели, никој не сака да ги слушне аргументите на синдикатот. Ги побивме сите досегашни тези на работодавачите, како и на представниците на владата, меѓутоа тие аргументи за нив не беа доволни. Анкетата која спроведе ССМ од 1600 испитаници исто така не беше репрезентативен примерок. Тоа што Македонија има најниска минимална и најниска просечна плата, односно ако има дно, многу пати кажуваме сме под дното и тоа не е доволно. Ставот на владата е јасен. Ако работниците и работодавачите се договорат, тие немаат проблем за интервентно зголемување на минималната плата. Ние како влада никогаш не сме биле против зголемувањето на минималната плата. Според сите параметри што ги гледаме, економските параметри, не покажува дека треба да интервенираме директно, пошто ќе се соочиме со зголемување на инфлацијата, ќе се соочат малите и средните предпријатија со економски, финансиски проблеми, каде што ќе бидат наведени да ги напуштат од работните места вработените, кои што не е интерес ниту во вработените, ниту во целата држава. Профитабилноста на македонските бизниси е меѓу 2 и 5%, вели председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Поради тоа, во овој момент, енормно зголемување на минималната плата не би било добро за државата. Сепак, оттаму дале предлог преку законски измени да се интервенира во одредени сектори. Еден од предлозите на Бизнис конфедерација на Македонија во рамки на законот за работни односи да се прошири колективното договарање со што ќе се вклучи и минималната плата, особено во одредени сектори. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите. Министерот Дурмиши вели дека Министерството за економија се уште ја нема изготвено минималната кошница. Прашан дали државата планира новогодишна или божикна кошница, како што имаше во минатото, Дурмиши рече дека за сите прашања надвор од темата ќе одговорил во среда на брифинг со новинарите. Даниел Василев, Сител телевизија. Кој е ставот на Конфедерацијата на слободни синдикати во тема на денот, зборуваше Владо Ралповски. Првиот дел е за тоа што не се почитуваат законите во претходните 7-8 години и се подигаше популистички минималната плата. Таа минимална плата се подигна до 70-80%, но платите во јавниот сектор пред секај што е државата најголем работодавач останаа исти. Работниците останаа покуси за негде околу 70 до 75%. Ако се почитуваше законот за минимална плата и членот 8, денеска немаше да разговараме за 500 или 600 евра минимална плата, туку ќе разговаравме за многу поголема плата, затоа што работодавачот јавниот, владата е најголем работодавач во јавниот сектор. Вториот дел го гледаме во тоа што работодавачите кажуваат искрено и јавно дека не можат да издржат да ја подигнат платата во сите сектори и затоа оставаат простор во одредени сектори кои што и за нив се високо платени дејности, да може да се договараме низ грански колективни договори да се подигне платата. И тоа ќе биде инпут за подигање и на минималната плата и на просечната плата. Владата најави инвестиција од речиси 100 милиони евра во енергетскиот сектор со изградба на фотоволтаична централа Битола 3 и ревитализација на 2 хидроелектрани. Проектот ќе се финансира преку кредити од Германската развојна банка, КВФ и Европската банка за обнова и развој. Средствата ќе ги повлече ЕСМ. Без енергетска независност и стабилност не можеме да ја развиваме економијата на начин на кој што ние имаме амбиција да ја развиваме. Тоа значи дека еден од главните приоритети на оваа влада е како држава да бидеме енергетски стабилни и тоа го сметаме како безбедносно прашање. Очекувам дека и во иднина ќе испорачаме резултати кои што ќе не водат како држава кон енергетска независност
и од држава увозник да бидеме држава која што ќе биде извозник на електрична енергија. Македонија не е подготвена да испраќа своји војници во Украина. Министерот за одбрана е дециден дека наши војници нема да се борат на украинско тло. Дали Македонија е подготвена да испрати војници во Украина за одржување на оној мировен план со Русија? Директно не. Не планираме воопшто македонски војници нема да има на украинска територија. Ова многу пати сме го кажували и сега го кажувам. Ние да гледаме да се модернизираме во нашиот дел. Секако ние сме дел од едно големо семејство, ќе помагаме на било кој начин, но такво нешто ниту било на маса, ниту се размислува, ни пак ја додека сум министар ќе има такво нешто. Вестите завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно.